Државата е вовлечена во жива кал на економски и енергетски план и крајно време е власта сериозните проблеми да ги решава сериозно, а не лежерно. Реагираат економските експерти откако по четврти пат пропадна тендерот на Евана Хоум, бидејќи ЕСМ не доставиле понуда за снабдување со струја за домаќинствата. Според професорот Константин Димитров, државата работи неразумно и злонамерно сака да им наштети на граѓаните. Вели дека власта крои вештачка цена на струјата и објаснува дека нема логика да купуваме струја за на 200 евра за мегават час, а истата да ја продаваме за 36 евра, па така натрупаните долгови ќе паднат врз грбот на граѓаните. Пристапот кон сериозните проблеми е аматерски, некој ќе рече со добра волја, ама кога немаш знаење, тоа води кон пекол. Така рекле и така е. И ние сме моментално вовлечени во жива кал на една енергетска проблематика, која што не е правилно раководена, организирана, која што ќе има неверојатно сериозни последици по стопанството и стандардот на граѓаните. Димитров алармира дека не чека тешка зима со драстично повисоки сметки за струја. Првичното поскапување за околу 10% е вештачко и нереално, а владата наместо економски новата цена на струјата ја крои на политички план. Долговите што ги прави државата за да покрие својата неспособност, ние пак ќе ги платиме. Вие, ние, сите заедно. Нема владата, нема МЕПСО, нема ЕСМ, они си имаат високи плати, имаат отворено карт бланш да вработуваат нови луѓе, си прават други нови договори. А цената на електричната енергија е јасно дека е повеќе кратно повисока на светската берза, отколку што се продава кај нас, или отколку што ја продава електростопанство на Македонија на Евана. Државата ги притиска да биде ниска цена, производната цена е знатно повисока, а уште повеќе се зголемува заради увозен јаглен, а да не зборуваме дека произведува само дел, а ќе има обврска да го купи останатиот. Инаку државната компанија за производство на струја ЕСМ по четврти пат не понуди цена на струјата за идната година на тендер за снабдување на домаќинствата. Според експертите, компанијата никогаш не била во потешка ситуација, зашто сега се наоѓаме во менгеме меѓу популистичките барања на акционерот, тоест на владата, а од друга страна реалните трошоци за производство на струја. Стабилизација на цената според економистите се очекува дури кон средината на следната година. Дотогаш граѓаните со тешки маки ќе крпат како да си ги платат сметките. Каква цена и да понуди електродистрибуција, упатените велат Господ да ни е на помош.